15 лекари од општата болница Кочани во моментов специализираат во дел од скопските клиники. За неколку години тие треба да им се вратат на своите пациенти во Кочани. Тоа значи дека во моментот во болницата има голем недостиг на лекари специјалисти. Па така, неретко на помош им доаѓаат колеги од Штип, Тетово и други градови. Поради долговите, а со цел да се избегне затворање на болницата, веќе 2 години таа функционира и како центар за ампутација. Ампутацијата е една од најтешките медицински одлуки, но тоа беше единствениот излез да не се стави клуч на болницата, раскажува директорот Александар Серафимов. Така, со помош на овој вид операции, болницата денеска е финансиски стабилна. Серафимов вели дека реагенси не им недостасуваат, но голем дел од опремата се донации. Имаме донации. Донации еха од повеќе институции и од министерство. Имаме од институции може да ги спомнам, од САСА имаме анестезиолошки стол, кој е 100.000 евра донација, еден од најубавите во Македонија. Понатаму имаме донација од Јапонската амбасада за гинекологија. Граѓаните кои ги сретнавме пред болницата генерално се задоволни од услугите кои ги пружа таа. Стрпливо чекаат да дојде нивниот ред, иако признаваат дека најмногу им пречи кога ќе ги пратат на преглед во друг град. Сега има многу ред со крвната слика што се прави. Многу ред има. Еве, јас сега си закажав, за у петок и си дојдам. Во споредба со другите болници, да речеме Штип и ово, Скопје, ајде да речеме, али Штип сум бил, тука е многу послаба организацијата, многу има, значи онаму у Штип се многу поопремени, стручност и од нив сум позадоволен Штипјан. Па гледа, се нормално како луѓе, има разни сестри, доктори. Добри се сега. Да. Недостигот на лекари го забележале оние на кои лекарите најмногу им требаат – пациентите. Од станица за маларија преку здравствен дом па до општа болница со проширена дејност. Медицинскиот центар во Кочани денеска обслужува околу 120.000 жители од кочанските општини, од Виница, Делчево, Берово, Пехчево и Македонска Каменица. Болницата е пространа, има доволно капацитет за да ги згрижи пациентите, но она што представува сериозен проблем е недостигот од лекари специјалисти. Задоволство има, него немаме лекари, доктори. Доктори нема, стварно тоа е ужас. Еден хирург, јако што знам еден хирург, онака, не знам, интернист од Виница имаше една жена, која, шо, како, мислам дека отиде у пензија, па дали е спремна за пензија и тоа, онака нема персонал. Тоа е најголемиот проблем. Сидера само еве, немам сега ќе барам за да ми дадат за рентген или проби Штип или Виница, значи кај нас нема, не работи. Катерина Мирчевска е најмладиот хирург кој работи во Кочанската болница. Од неодамна специјалист по општа хирургија. За време на пандемијата, поради недостиг на медицински персонал, работела и во модуларната болница за пациенти со COVID-19. Во моментов таа е затворена, но имало моменти кога се барал кревет повеќе и кога Мирчевска и нејзините колеги вложувале огромни напори за да ги спасат своите пациенти. Ние немаме готови специјалисти, да речам, на дофат, значи за да може да работи хирургијата е тимска работа и потребно е да работи тим. И тука е, да речам, еден од проблемите, значи и да сакаме, например, да работиме, ни треба колега кој ќе би ја покрил амбулантата, значи зитни случаи. Мирчевска укажува дека недовербата на пациентите кон лекарите е се поизразена, а нетрпеливоста од ден на ден се поголема. Некогаш не е и до нас, значи не сме ние на крајот виновни што сме толку малку. Например, тоа е за помалите места. Некојаш толкавени се и ресурсите. Во меѓувреме, персоналот од оваа болница се надева и на поголема соработка со лекарите од другите клиники. Оттаму очекуваат сите здравствени институции да се стават во функција на пациентите, а сите интервенции да може да се извршуваат и на локално ниво.